Почитуван вице-премиер Битичи, почитуван министер Сали, почитуван директор на ТАФ Македонија, почитуван директор на Општа болница Јакупи, почитувани доктори и персонал на болницата во Гостивар, почитувани медиуми и пред се почитувани граѓани. Денес сме тука во Општата болница во Гостивар, каде изминатиот период се реализираше исклучително важен проект и за болницата и за гостиварчани, но и за персоналот кој што работи во оваа здравствена установа. Гостиварската болница доби околу 8000 квадратни метри, целосно нова енергетска ефикасна фасада и целосно нови ПВЦ прозорци и врати. Во време на енергетска криза и недостаток на енергенси и потреба да се заштеди што е можно повеќе струја, со инвестиција од речиси 480.000 евра, обезбедени преку ТАФ програмата, средства насочени за реалните потреби на граѓаните и во инфраструктурни проекти, гостиварци денес имаат топла и енергетски ефикасна болница, а докторите кои што работат во неа, заедно со пациентите кои што доаѓаат, имаат навистина објект во кој што може да се чувствуваат многу подобро од она што беше претходно пред да се изврши оваа комплетна реконструкција. Ова ќе е долга и тешка зима, ние сме на низиниот праг, на почетокот, а од денес е и почетокот на грејната сезона. Многу луѓе беа скептици дека во Скопје нема да може да се обезбеди грејење, но денеска и граѓаните на градот Скопје и сите граѓани во државата можеа да се уверат дека Северна Македонија е земјата која што прва пушти топлинска енергија во својот главен град, за разлика од некои други држави кои што го одложија. Ние не оставаме никого сам во време на оваа криза. Ние се обврзавме и јас се обврзав и тоа ќе го исполниме. Никој буквално нема да се мисли да избира помеѓу храна и грејење во текот на зимата. Затоа зашто секој граѓанин заслужува да биде посветено на него внимание, да може да го најде своето место во програмите на владата. Затоа и вакви проекти кои овозможуваат енергетска ефикасност се исклучително важни во вакви времења. Тоа се проекти кои имаат продолжен ефект, бидејќи пред се овозможуваат континуирана заштеда на болницата на енергенси, со што ќе се пренасочат средства за други важни потреби на граѓаните во здравството. Проектите како овој се одличен пример за паметно искористување на државни средства за реалните потреби на граѓаните, а инвестициите во енергетска ефикасност носат придобивки на повеќе нивоа. Со добивање на енергетски ефикасна фасада на целиот објект, болницата значително ќе ги намали трошоците за електрична енергија за затоплување во текот на зимата и разладување во лето, но и ќе заштеди електрична енергија. Со тоа ќе се повлијае на увозната зависност на државата и последно, но и не помалку важно, се вклучуваме во зачувување на животната средина. Сето ова е исклучително важно за сите нас, во време кога правиме се за да обезбедиме стабилно снабдување со електрична енергија и повикуваме на рационално трошење на овој ресурс. Затоа повикувам согласно можностите сите да придонесеме кон намалување на потрошувачка на енергија. Вие знаете дека како влада и јас како председател на владините институции, односно на сите министерства им дадовме задача да штедат, односно да ја намалат потрошувачката енергија за 20%. Вчера ми дојде извештајот за сите министерства, заштедата на министерствата во текот на изминатиот месец, во однос на истиот месец минатата година е 20%. Значи, кога се сака и кога се има насока и цел, тогаш и се може. Затоа повикувам согласно можностите сите да придонесеме кон намалување на потрошувачката на енергија. Дали преку инвестиции во подобрување на ефикасноста на објектите, или пак со мали промени во навиките, кои нема да одземат од комфор, а на крајот ќе значат заштеда и на ресурси и на пари. Ние како влада веќе подолго време успешно се справуваме со секоја криза со која што се сретнавме. И во секој момент нашиот фокус беа и се граѓаните, и како да им обезбедиме заштита на животниот стандард, да обезбедиме енергенси, да обезбедиме храна. Струја, грејење и храна, кажав и пак ќе повторам, мора да има за сите граѓани. И тоа е приоритет број 1 во периодот пред нас. Затоа и ги креиравме сите сетови на мерки од ковид кризата па до денес. Во ковидот издвоивме 1,2 милијарди евра за да ги зачуваме животниот стандард на граѓаните, но и да го зачуваме стопанството. Дека сме го зачувале стопанството. Најдобра потврда е договорот кој што го потпишавме со Меѓународниот монетарен фонд и кој што потврдува дека државата има здрави и фискални и монетарни политики.
Било кој економист да прашате, тој ќе ви го потврди тоа. Еден нема да најдете кој што ќе негира дека Меѓународниот монетарен фонд потврди дека државата, односно владата, водат здрави економски политики. Кога сме кај ковид кризата, накратко сакам да упатам искрена благодарност до сите здравствени работници, хероите без кои немаше да ја пребродиме таа тогашна здравствена криза. Само сакам да ве потсетам. Ние како држава се справивме успешно со ковид кризата и ние не отваравме спортски сали за да се згрижуваат пациенти, како што тоа се правеше во некои други држави. Нашите доктори, нашиот медицински персонал, раководителите во медицинските установи успеа да го згрижат нашиот народ, нашите граѓани во болниците кои што ги имаа на располагање и затоа заслужуваат голема почит и голема благодарност од сите нас. Вложените средства во антикризни мерки беа резултат на добро менаџирање на буџетот и алокација на ресурси кон граѓаните кога тоа беше најмногу потребно. Истото го направивме и со економската криза која се продлабочи со почетокот на војната во Украина и одвоивме 400 милиони евра за антикризни мерки кои што ги ублажија реално ценовните шокови на граѓаните, ги помогнаа компаниите да одржат ликвидност и да исплаќаат плати. Минатата недела, повторно, имајќи ја предвид енергетската криза во која се наоѓаме и во која се наоѓа цела Европа, воведовме уште еден сет на мерки од над 360 милиони евра, со кои даваме поддршка на најранливите граѓани, на пензионерите, на самохраните родители, на лицата со попреченост, оние со ниски примања, онаму каде што на вистина е најмногу потребно. Воедно се погриживме струја да има и таа да е субвенционирана за 611.000 македонски домаќинства во земјата и за 72.000 мали потрошувачи, фирми кои што вработуваат 98% од работниците во државата. Само на ова државата одвои над 220 милиони евра. И некој ќе праша како успеваме се ова да го финансираме. Прво, преку заштеди. Јас како председател на владата во неколку наврати кажав дека не може институциите да трошат тоа што не е неопходно во време на криза. И затоа во прв наврат скративме 200 милиони евра од она што не мора да се троши, а сега предложивме кратење на уште 100 милиони евра од буџетските трошоци кои беа предвидени да бидат наменети за криза и за поддршка на најранливите категории на граѓани. А Министерството за финансии заедно со владата успеа да најде финансирање кое што е под каматните стапки кои што во моментов се валидни во Европа. Со тоа успеавме да заштедиме 40 милиони евра само на пониски каматни стапки кои што би ги платиле доколку издадовме еврообврзница. Но како што кажав, ние прво размислуваме како да ги поддржиме граѓаните во време на криза, а на крајот на денот сите овие буџетски средства се пари на граѓаните. Мора добро да се менаџираат и да се вратат назад кај нив кога е навистина потребно. Тоа е и принципот на солидарност по кој сакам ние како општество да функционираме. Сакам да знаете дека не сте сами и дека никој зимово нема да е оставен сам да се справува со кризата. Сите политики, сите инвестиции кои што ги прави владата, сите вложувања се со една цел, а тоа е како да се подобри животниот стандард на граѓаните во овие тешки времења. Затоа и двојно ја зголемивме минималната плата, затоа и направивме методологија со која што пензиите ќе растат континуирано, затоа инсистираме на инвестиции и политики кои ќе направат реална промена и на државно, но и на локално ниво. Минатата недела беше плодна недела. Најпрво започна со работа најголемата досега фотоволтаична електрана која ќе произведува струја за над 5500 македонски семејства. Или електрана со моќност која што од македонско сонце ќе произведува електрична енергија во поголем капацитет од она што го трошат сите основни и средни училишта во државата. И за тоа државата не плаќа на инвеститорот како што беше порано, туку напротив, инвеститорот плаќа за да направи централа во нашата држава, затоа зашто ако некаде има сонце, тогаш тоа е земјата на сонцето Македонија. Исто така, отворивме официјално и нова фабрика за автоделови во Струга, која ќе значи нови 1300 подобро платени работни места во наредните неколку години за тој регион. Воведовме и целосно нов систем на субвенционирање на земјоделците со кој ќе обезбедиме сериозно зголемување на домашното производство на храна. Ние имаме ресурси, имаме сонце, вода, плодна почва, добри, вредни, работливи луѓе, само треба добро да се искористи и да се изменаџира сето тоа. Јас доаѓам од приватниот сектор.
Точно знам што значи добро менаџирање на буџет и како со ефикасно користење на средствата може да се направи дополнителна вредност. Да се искористат сите средства за да се движиме напред, да обезбедиме подобри услови за живот на сите во нашата држава. Затоа и владата, затоа сите министри во владата посветено работат на реализација на инвестиции и проекти со сите сегменти од државата, и на државно, и на регионално ниво, но особено важно на локално ниво. Проекти конкретно насочени кон развојот на општините и потребите на граѓаните. Како многу добар пример, ќе ги посочам и овие инвестиции на локално ниво, како што е проектот на ТАФ програмата, кои имаат одлична реализација и сите се во временски рокови на планирана изградба. Со проектите од ТАФ програмата ја зајакнуваме инфраструктурата на локално ниво за сите граѓани низ целата земја. Станува збор за инфраструктурни проекти кои ќе го подобрат квалитетот на живење на граѓаните. Поточно, средствата се наменети за изградба на водоводни мрежи, канализациона мрежа, реконструкција на локални патишта, до изградба на детски градинки, реконструкција на основни и средни училишта, резервоари за вода, системи за водоснабдување и како што гледате тука во Гостивар, за комплетна реконструкција на болницата во Гостивар. Голем дел од проектите се завршени, дел се во завршна фаза. До денес имаме целосно реализирано 36 проекти, со кои се инвестирани над 16 милиони евра од планираните средства. Очекувам спроведувањето да продолжи со иста динамика и да заврши во планираниот рок, односно до крајот на 2023 година. Продолжуваме да поддржуваме трајни добра, бидејќи изградбата на локална патна инфраструктура, водоснабдителна мрежа, канализациона мрежа, реконструкција, изградба на градинки, училишта и спортски објекти, здравствени установи, се за подобар живот на граѓаните, за нови вработувања и економски развој. Нашите граѓани се вредни. Нашите граѓани точно знаат што сакаат. А оваа влада е таа која што точно знае каде треба државата да се движи. Во нашата држава во моментов има два концепти. Едниот концепт е тој кој што јас го предводам. Тоа е концептот на Европска Македонија. Тоа е концептот во кој што ние сите граѓаните на оваа држава, а тука пред се би сакал да им се обратам на моите сограѓани македонци. Со крената глава, со чист македонски јазик, со заштитен македонски идентитет, што се потврдува и сега со договорот Фронтекс кој што ќе го потпишеме, да бидеме дел од Европската Унија и да седиме заедно на масата со сите 27 земји членки на Европската Унија. Јас знам дека нема да биде лесно на тој пат. Знам дека донесовме тешки одлуки. Тие тешки одлуки ги носеа граѓаните, но ги носеа и политичарите. Јас бев тој кој што учествуваше во разговорите за кревање на бугарското вето. Тие разговори не беа лесни. Тие разговори не беа лесни ниту за македонските граѓани, ниту за мене. Јас неколку пати кажав, чувството кое што го имав, го имаа чувство, го имаа истото чувство и го делам истото чувство со сите мои сограѓани. Како некој со нож да ве сече во стомак. Но, на крајот мора да се донесе одлука. Таа одлука беше со крената глава, со чист македонски јазик, со заштитен идентитет, со историски прашања надвор од преговарачка рамка, да ги отпочнеме преговорите. И да треба пак да ја носам одлуката. Пак ќе ја донесам истата одлука. Зошто? Затоа зашто другиот концепт за оваа држава не понуди никаква алтернатива. Тоа што тие го нудате, да имаме горд и сиромашен народ, кој што ќе седи на мала маса, тука во државата, изолиран, раскаран со сите соседи, без отпочнати преговори со Европската Унија. Јас знам дека нашите граѓани сакаат да бидат дел од Европската Унија, да бидат дел од заедница на држави, во кои што има економски просперитет, во кои што има социјална правда и во кои што има владење на демократијата. И што еднаш повторувам, знам дека на патот нема да биде лесно, но наградата е подобар живот и побогати граѓани на нашата држава. Ви благодарам.